после битката пленот да биде поделен на учесниците во битката. Пета карактеристика што му дал Аллах Джелешануху на Мухамед алейхиссалату веселам, а тоа е многу важна. И тука сакам посебно да застанам. И посебно да ве потикнам вас, драги почитувани гледачи пред малите екрани. Вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем во утијат шефаа, и мене ми е даден шефаатот. Ми често пати го молиме Аллах Джелешану да постигнеме шефаатот на пегамбер салаллаху алейхи ва селем. Меѓутоа е потребно да се објасни со малку обични зборови за да бидат сватливи за припадниците на оваа вера ислам. Шефаат значи посредување кај Аллах Джелешану на судни ден. Кога сонцето, џехенемско сонце, на судниот ден ќе се доближи 1 милија, како што стои во верските текстови. Тогаш луѓето ќе бидат во пот. Некои до глуждови, некои до подколеници, некои до половина, некои до раменици. Тогаш луѓето ќе речат: ајде да одиме кај Адем алейхиселам. Додиме кај Ебуна Адем, кај нашиот татко Адем да ни помогне. Тие ќе одат кај Адем алейхиселам. Адем алейхиселам ќе му рече: ма ене леха. Јас не сум за тој шефаат. Мене не ми е дадено такво право пред Аллах Джелешану. Потоа умметот, целото човештво на махшер, на судниот ден, ќе оди од Адем алейхиселам кај Нух алейхиселам. И Нух алейхиселам истото ќе им го рече: јас не ми е дадено правото да бидам шефаатчија. Одете кај Муса алейхиселам. Па потоа Муса алейхиселам ќе им рече: одете кај Ибрахим алейхиселам. И на крајот кај Иса алейхиселам. И Иса алейхиселам ќе им рече: одете кај Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Кога ќе дојде целото човештво кај Мухамед салаллаху алейхи ва селем, Мухамед салаллаху алейхи ва селем ќе рече: ана леха, јас сум шефаатчија. Јас сум шефаатчија кој Аллах Джелешану ми го даде правото да бидам шефаатчија, да бидам посредник кај Аллах Джелешану. Тоа со обични зборови денеска би го кажале кога човек би отишол на суд без да поседува адвокат кој ќе го брани. И замислите ние да постигнеме таа чест, да Мухамед салаллаху алейхи ва селем ни биде наш шефаатчија, наш адвокат, наш бранител и заштитник пред Аллах Джелешану. Секако тоа е голема чест за нас. Меѓутоа, за да го постигнеме овој шефаат кој Аллах Джелешану го одликува нашиот пегамбер, секако ние треба да се подсетиме за овој пегамбер салаллаху алейхи ва селем. Доволно е само да направиме некои работи, посебно кога ќе се изучи езан, да проучиме довата, како што рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем: إذا أذن المؤذن, кога муезинџијата ќе учи езан, вие повторувајте ги зборовите по него и на крајот речете: Аллахумма рабба хадихи давати таме ва салати алқаима ати Мухаммеден алвасила вал фадила ва баху макаман махмуд алладhi вa'таху. Значи ова дова после езан и што вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем: ва ухиллат ли шафаа, и вели Мухамед алейхи салам: кој ќе постапи вака, тој ќе го заслужи мојот шефаат на судниот ден. Иншаллаху таала, ние да бидеме од оние кои ќе го заслужат шефаатот, посредништвото на Мухамед салаллаху алейхи ва селем пред Аллах Джелешануху, бидејќи ние со нашите постапки, со нашите дела не сме достојни во овој момент да заслужиме Аллаховата милост, па затоа ни е потребен и тоа како шефаатот на Мухамед алейхи селам. И последно својство, последна одлика која му е дадена на нашиот пегамбер Мухамед алейхи селам, вели Мухамед салаллаху алейхи селем: "Ва буисту иле наси амме ва кана набијју баси кулла қауми хас." И испратен сум до целото човештво, додека секој пегамбер бил испрачан до еден посебен народ, до едно посебно племе. Нух алейхи селам до народ на Нух алейхи селам, Муса до народ на Муса, Салих до племето на Семуд, Худ до племето на Ад. Додека Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: "Во буисту лен нас", испратен сум до сите луѓе, без оглед дали се муслимани или не си, испратен сум до целото човештво како Аллахов пегамбер, ли ухриджен нас мин зулумати лен нур, да ги извадам луѓето од темнина на виделина, од неправда на правда, да им го покажам вистинскиот пат на среќа и благосостојба и на дуњалук и на ахирет. Овие се само кратко некои одлики на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, а поради тие одлики и ние истовремено ја добиваме таа вредност и таа специфика и висока позиција кај Аллах Джелешану. Каков пример може да биде Мухамед алейхи селам за еден современ муслиман? Види, денеска светот пати од авторитет. Денеска светот нема таков авторитет во кој може и политичари, и младина, и доктори, и сите категории на луѓе да се огледаат и да земат еден авторитет, една совршена, перфектна личност која може да се огледаат и да го земаат како пример во нивниот живот. Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем доволно е што самиот Аллах Джелешануху во Куран Азимушан во сура Ал-Ахзаб вели:
Лекад кане лекум фи расулиллахи усветун хасане. Вие, навистина, во пејгамберот имате прекрасен пример, прекрасен модел. Во што? Модел во водење на политика, модел во градење на држава, учител во воспитување на деца, човек, командант во водење на војска. Вие во Мухамед алейхиссалам имате пример во вистински побожник, ибадетчија, роб и слуга на Аллах Джелешану. Вие во Мухамеда имате пример на вистински сопруг, сожалив кон својата фамилија. Вие во Мухамед алейхиссалам имате пример на прав родител кој се грижи за своето семејство и за своите деца. Навистина личноста на Мухамед алейхиссалам е голема личност, бидејќи Аллах Джелешану вели во Куран азимушан: "Ва кане фадлуллахи алейки азима." И навистина ти си почестен со високи почести. И затоа вредноста на Мухамед алейхиссалам е голема. Од кој аспект да го земе неговиот живот? Ние не чијаме зборови да ги скажеме. Бидејќи Мухамед алейхиссалам беше универзален пример на однесување и кон луѓе, и кон верници, и кон неверници, и кон муслимани, и кон немуслимани, и кон животни, и кон екологијата. И за сите овие примери кои ги спомнав, има доста докази и аргументи во историја. Меѓутоа, времето не ни дозволува да ги кажеме. Сепак ќе спомнам само неколку колкава беше толеранцијата на Мухамед салаллаху таала алейхи веселем во неговиот живот. Мухамед салаллаху алейхи веселем беше во состојба да ги казни меканците, кои го протера од неговото родно место, која напушти Мека со плачење, го истера од неговиот дом. И тој поради тоа направи хиџра од Мека во Медина. И после неколку години, 8 година по хиџра, Мухамед салаллаху алейхи веселем се враќа во Мека, во родното место. Се враќа кај истите тие луѓе кои го истера од неговиот дом, кои им го конфискува имотот на муслимани. И се собира една толпа на луѓе во чабето. Мухамед алейхиссалам влегува како освојувач. И тогаш курешиите што очекуваат? Мухамед алейхиссалам ги прашува: "Ма тадуннуна анни фаилун бикум?" Што мислите јас ќе правам со вас? Дали јас ќе се одмазнам за она што вие ми го направивте мене? За она што ме протеравте од мојот дом? За она што ја спречивте мојата Божја мисија да се шири? Што мислите јас и како ќе постапам со вас? Меѓутоа тие го знаа меканците, кои дотогаш се уште нема примено ислам. Му река: "Ахул Карим, во ебна Ахул Карим, ти си благороден човек, син на благороден човек, и од тебе никој пат немаме почувствувано некое зло. Од тебе очекуваме само хајр." Што им рече Мухамед алейхиссалам? И ако би земале пример во историја, што би им рекол некој друг командант да беше на негово место? Мухамед алейхиссалам вели: "Ла тасриба алейкум јагфируллаху лекум." Јас ви велам само оно што го речем Јусуф на неговите браќа. Не ве прекорувам, не ве критикувам. Идхабу антум тулека, одете, слободни сте. Ви простувам, нека Аллах Джелешану ви прости. Видете, овие зборови секако може да ги рече само оној кој е вдахнат со Аллахова објава, оној кој е последен пегамбер, оној кој е наречен милост за целото човештво. Имаме многу примери на оваа тема, меѓутоа не сакаме доволно да ги спомнуваме. Кога спомнав дека Мухамед алейхиссалам е пример и за животни, тоа е секако голем заштитник. Вели Мухамед алейхиссалам: "Дахалат ал-мар'ату бил-хирра." Една жена влезе во џехеннем, во пекол, бидејќи ја затвори мачката во соба, во просторија, и не ѝ дозволи да излезе надвор да се храни таа пцовица, и таа поради тој чин влезе во џехеннем. Заштитник дури и за правата на животните, заштитник и за екологијата. Мухамед салаллаху алейхи веселем вели: "Иттаку ла'анейн", плашете се од две проклетства, плашете се од казната која ќе ви стигне, од проколнувањето на луѓето. А тие две работи кои предизвикуваат проколнување е: немој да вршите нужда, немој да вршите нужда и да фрлите хемикалии, нечисти работи, депонии по патишта каде луѓето поминуваат, каде луѓето живеат или се одмораат во нивните сенки.